Не биле телевизиите виновни, гледачите биле лоши, се правдаше Али Ахмети, обидувајќи се да измисли нови реченици кои не ги кажа во првичната скандалозна изјава кога ги нападна Алфа и Телма дека се антиалбански телевизии. Сепак не денеска не покажа доблест да се извини. Не одржа лекција дека сме требале да работиме за правилно да сме ги ориентирале граѓаните. Тоа не се однесуваше кон телевизиите, туку кон различните реакции кои што постојат помеѓу граѓаните и кои што се потикнати. Сметам дека граѓаните треба да бидат правилно ориентирани. Најважно е дека треба да се ориентираме правилно, поточно да научиме од минатото. На вечниот лидер на ДУИ не му се допадна прашањето поврзано со евентуален пад од власт. Не одговори прецизно дали е свесен дека кој влегол во битка со медиуми не обстол долго на тронот и упорно не убедува дека зборувал вистина. Дали сте свесни дека кој се чепнал со медиумите на власт не обстол уште долго после тоа? Дали сте свесни дека кој се чепнал со медиумите на власт не обстол уште долго после тоа? Значи да ја кажеш вистината, знам дека е болно. Но имаме одговорност како политички партии, како општество, како општествени организации, како медиуми, како ги ориентираме граѓани. Али Ахмети барем се обидува да се испере за својата скандалозна изјава, за разлика од него Димитар Ковачевски. Засега го нема во јавноста да се извини за етикетирањето на национални медиуми. Нападите од власта кон Алфа не се никаква новост. Ова не е прв пат телевизијата да им биде трн во око на политичарите. Нашиот медиум по долг период се соочува со притисоци од институциите на оваа влада, а телевизијата често е домаќин на различни инспектори, истражители, обвинители и покрај сите проверки и чешлање на документацијата со години, досега никој не успеа да најде ништо неправилно и незаконско.